Добро вечер, почитувани гледачи. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров ја започна операцијата за реферирање пред партиските лидери по онаа виенска преговарачка рунда за спорот со името. Она што е последна најнова информација е дека министерот за надворешни работи на Грција Кодзијас некаде по великденските празници повторно доаѓа во Македонија. И додека траат овие преговори за да се затвори ова отворено со децении прашање, опозицијата денеска, односно вчера во доцните часови, донесе одлука ВМРО ДПМН се враќа во собранието, но веќе испишуваат предлог за интерпелација на владата. Дали со овој потек Мицковски, председателот на ВМРО ДПМН, практично сака да го врати имиџот на опозицијата или на некој начин ќе му направи услуга на премиерот Зоран Заев. Очигледно не очекува еден бурен политички април. За овие теми, политиката во фокусот, вечерва во студиото мои соговорници се од левата страна Петар Арсовски, политички аналитичар. Добро вечер, Арсовски. Алајдин Демири, поранешен дипломат. Добро вечер, Демири. Добро вечер. И Ванчо Шехтански, председател на десничарската ВМРО. Добро вечер. Добро вечер. Многу актуелни теми некако ги собрав на купче, ама ајде ќе почнам со она што е актуелно денеска. Арсовски, со вас. Најавени беа средби на Димитров дека ќе реферира пред партиските лидери, но во едно соопштение на ВМРО ДПМН денеска Мицковски вели: не прифаќам ниту лидерска средба, и таа беше во опција, и било каков друг формат на средба поврзана со името. Од она што знаеме до сега, до овој момент, Димитров се сретна со Заев и Заев вели: јас сум оптимист по она што го слушна во Виена. Имаме ли причина во оваа фаза веќе да мислиме и да го делиме оптимизмот на премиерот? Ние немаме реални информации што се случило во Виена. Јас мислам дека процесот за решавање на деценискиот проблем оди во вистинска насока. Прашање е динамиката. Ние сме дале некаков имагинарен рок јуни-јули, во кој се надева македонската јавност дека ќе може да се затвори спорот. Не знам дали таа динамика е оправдана, дали може во тој рок да се стигне. Сето тоа, меѓутоа гледам дека се интензивираат разговорите. Самиот факт што се подигнати на ниво на министр за надворешни работи со учество на премиерите значи некаква динамизација на процесот. И гледам дека последните чекори со некакви нацрти и од наша и од нивна страна покажуваат дека веќе разговараме за конкретни точки. Не е тоа некаква аморфна дискусија околу принципи, туку веќе има некакви конкретни точки во кои пак оставаат надеж дека може да се вклучи дипломатија во вид на булдожер, за да ги испегла тие. Значи стигнати сме во некаква фаза зрела за некаква таква интервенција. Од друга страна, домашната политика секогаш ќе биде компликација за овој процес. Мислам дека тоа што Мицковски одбил да оди на било каква средба врзана е поврзано со неговата политичка стратегија за Жешка пролет. Тој некако како да го радикализира целиот свој пристап кон владата, имајќи предвид дека на претходните дискусии по преговорите учествуваше. Да. И тој и другите политички партии. Сега тој одбива. Ја не гледам што друго се случило, освен дека тој ја сменил својата политичка стратегија. Имаше тој еден коментар претходно дека не се доволно информирани за текот на преговорите. Така што да видиме како ќе се вклопи оваа позиција по прашањето на името со неговата вкупна политичка стратегија. Да видиме како ќе изгледа тоа во собранието, како ќе помине интерпелацијата, дали интерпелацијата на крајот таму ќе му овозможи на Заев полесно се преброи. Да, веќе ги не во собранието или не. Така што интересна ќе биде пролета во секој случај. Да, отворивте повеќе дилеми. Демири? Сега преговорите, јас до пред една недела бев голем оптимист во она смисла дека читајќи ги, да бидеме најасно, она што го вели Арсен, ни информации немаме. Никој од нас, само ги читаме пораките и атмосферата која се ствара околу тие преговори и што уствари се прави. После средбата на Заев и премиерот на Грција во Давос беше тоа. Веќе беше јасно дека ќе има преговори и тоа ќе има сериозни преговори. Фазите на преговори осцилираат. Фактот дека овој Кодзијас дојде во Скопје беше веќе еден огромен чекор напред, дека нешто се збиднува. Што е тоа нешто? Тоа нешто е дека прво се створи климата дека треба да се направи нешто. И се створија рамките не целосно зашто ќе преговараме и како ќе преговараме.
нивото на министри е веќе техничка работа. Значи, тука треба да се разговара за техника. Заев, Македонија го направи тој прв позитивен и релевантен чекор со смена на името на аеродромот, со тие статуи што ги тргна и така натаму. И тоа беше првата понуда за сериозни преговори и првиот пропуст, односно консензус, односно таа добра волја дека ние ќе преговараме и ќе го решиме. Сега, во последно време, дали медиумите или стварно се прави да техничкиот дел, оној за што треба да се преговара меѓу министрите, малку се оддалечува. Се јавуваат во средина некои други суштествени работи за кои не смее да се преговара и не треба да се преговара, како што е проблемот на идентитетот, секој ден дека темерини, де алфа, де некоја нешто воведуваат, де уставот го минуваат, што не е дел на преговорите. И не знам дали во овие збиднувања имам некаков инстинкт дека се вмешуваат и русите. И кога русите се вмешуваат, тогаш на оптимизмот му е крај. Сакам да го чуем тука и Шехтански во овој дел со првична оценка, па ќе ве прашам зашто сметате дека веќе и Русија замеша прсти во Шехтански? Па вака, јас сум песимист по однос на целата оваа ситуација. Значи, ова не е прв пат, и 95-та година, значи пред 23 години Македонија направи отстапки. Ако се сеќавате, повозрастите се сеќава, значи направи промени на уставот, меѓутоа направи промени на знамето. Значи, тоа беа некрупни, прекрупни отстапки, и тоа само 2 дена после атентатот на председателот Киро Глигоров, каде што имавме, значи, еден вид рекомпонирање на државата. Така што и овие сега преговори што се водат, јас не знам зашто се водат преговори всушност. Значи, ако се прави некој спин, дали сте за НАТО или за ова, ви кажам дека на почетокот на 90-тите 90% од населението во Македонија беа за евроатлантски интеграции. Значи, и тоа расположение постои. Нормално не кај сите, не може кај сите да постои. Меѓутоа е добро Македонија да влезе во еден таков процес, каде што ќе има заштита. Влегува и Бугарија, влезе и Албанија. Значи, тоа е неминовен процес, меѓутоа треба да биде достоинствено. Ако Македонија оди без достоинство, без идентитет, со променето име, тогаш се доведува во прашање самиот тој процес, вмешувањето на Русија. Ако некој е заинтересиран Македонија да не влезе од тој безбедносен чадор на НАТО, тоа е Русија и Србија. И не случајно овие 15 на 20 дена ги имаме во грчките медиуми, тоа не било кои медиуми, значи тие релевантни медиуми, каде што се отвара прашањето за идентитетот, прашањето за уставот, кои што воопшто не се предмет на преговорите. Преговорите се во врска со разликите за името, меѓутоа и тоа за името наметнато од другата страна. За македонското име, за македонскиот народ, за македонската држава не може никој друг да решава. Добро, една политичка и дипломатска оценка. Ние меѓу новинарите вака велиме, ако лаички некако ја процениме ситуацијата, името е решено, но останува да се прецизираат другите детали. Оценка една политичка. Се погласно слушаме во Грција дека јасни се и политичарите, се инсистира на промена на устав. Дали ќе се доведеме до таа црвена линија дека навистина ќе треба да го смениме уставот? Знаете како, точната политика на Грција, односно точниот став на Грција е дека евентуалниот договор помеѓу Македонија и Грција мора да биде втемелен во некакви неотповикливи процедури. И тоа беше и формулацијата која користеше Нимиц при оценка на последните преговарачки позиции. Што значи тоа? Имено. Целта е, која ќе се види, ние влегуваме во еден процес во кој после тој Македонија евентуално, значи идејата дека исходот на тој процес значи Македонија во НАТО. И од тоа нема назад. Тоа е бинарен пат во кој потоа нема можност за некакви интервенции. Затоа Грција во оваа фаза, мислам дека нивната тактика е да инсистираат сите отворени прашања да се затворат сега и веднаш. Во овој пакет. И
дополнително тоа што ќе се договори сега, да се приме на такви процедури во кои ниту една влада нема да може да го смени понатака. Во моментот нема посилен механизам за тоа, одошто уставот и евентуално оваа дебата која имаат македонските и грчките правници, дали некаков меѓународен ратификуван договор е над уставот како меѓународна конвенција или уставот е најнеотповикливата процедура која е возможна. Во таа смисла Грција инсистира на некакви такви промени. Дали тоа за нас е црвена линија или не, не знаеме, бидејќи ние не знаеме дали е тоа договорено или не е договорено во целиот пакет. Меѓутоа, очигледно е дека ние покажуваме некакви сигнали дека доколку решението е достоинствено, да ве цитирам, дека ние сме подготвени да интервенираме во уставот во смисла на тоа да го запечатиме како договорено решение, но под услов, колку што ја разбирам јас македонската позиција, под услов за таквата отстапка, односно фиксирањето во уставот, Грција да прифати да стои македонски јазик и македонска националност и да не го спори тоа. Така што, знаете како, тоа е еден меѓународен пакет во кој се е флуидно. Додека не се договори се, ништо не е договорено и се е меѓусебно поврзано. Во моментот тоа изгледа аморфно. Прашањето е дали сме дојдени во фаза во која е зрел процесот за Блицкриг. Добро, претпоставувам дека прави некоја политичка проценка дека сме во таква фаза. Ке се чепне ли во уставот, Демир? Сега, што ќе се чепне и како да се чепне? Што е барањето да се чепне во уставот? Прво, уставот ќе се чепне со самото сменување на името, ако евентуално доаѓа. Затоа што во уставот стои ова име. Сега утре ќе имаш друго име и по автоматизам е чепнат уставот. Меѓутоа, тука не станува збор за тој технички. Тој технички дел на промена на уставот. Во суштествениот, што бараат грците во уставот, флуидно е, нејасно е што тие уствари бараат. Да се откажат Македонија да се откаже од малцинството, дека во Грција нема малцинство. Тоа е една интенција која грците сметаат дека го решиле уште во 1922 година, 1922 со Лозанска конференција, каде направија не промена на територија, туку промена на население. Што тоа значеше? Тоа значеше дека турците од Грција ги превзеде Турција, грците од Турција ги превзеде Грција. Грците што направија? Ги однесува во Чамарија и ги исели албанците. Тој концепт, си имам зборувано со луѓе, дека ако се направи реален попис, самите грци во Грција се малцинство. Во оглед на сите други етнитети што ги има внатре, али асимилирани, полуасимилирани, прифатливи. Ако тоа го бараат, ја не знам дали може да се чепне во уставот. Ако бараат она што го вели Арцовски, као гаранција на еден стабилен договор, кој ќе трае без оглед на кој бе во влада, кој е премиер, кој е председател и така натаму, мислам дека тоа може да се реши и без чепкање на уставот. Тоа може да се реши со меѓународна ратификација. Меѓународните ратификации, тие документи кои се гаранти, може да се избегне чепкањето на уставот, а таа цел да се постигне. Шептански, рековте достоинствено име, па еве ќе ве прашам, чисто го слушаме тоа, што подразбирате вие под достоинствено име? Македонци. Видете, значи, поднос на овој проблем 27 години што го имаме. Како независна македонска држава од 91 година ние очекувавме отварање на македонското прашање. Значи, ако некој има проблем, тоа е Грција. Ако некој треба да се отвори македонското прашање, тоа треба да го отвори Грција. Значи, нема што Грција да бара и ние постојано во дефанзива се ставаме, се некој нешто од нас бара, ни бара име, ни бара знаме, ни бара устав, ни бара јазик. Значи, ние имаме 750.000 македонско население од 1912, што рече Демири, раселено во првата фаза, од 1912 и 1913 со размената на Грција и на Турција, и на Грција и на Бугарија. 750.000 македонско население во главном исламизирано население и населена територија со православни грци и маџири. И вториот бран од 1947 година, кога Лерин Костурводен беа иселени македонците,
низ цела Европа. Значи, Грција има проблем со враќање на имотите на македонците, кои што се насилно протерани. Има проблем со признавање на македонскиот народ кој живее во Грција. Има проблем со македонската култура, со македонскиот јазик кој што треба да биде издигнат на ниво како што имаат другите малцинства во други држави. Во која позиција сме? Ние сме сега до таа преговарачка, ние сме веќе влезени во процесот. Па тоа е грешка овие четврт век. Ние водиме дефанзивна политика. Значи, ние не го отворивме како независна држава Македонија, па ние имаме одговорност кон тие луѓе, кон тие деца бегалци, па има се уште преживеани луѓе од 46-та, 47 година кои што како деца си имаат преживеано таа голгота на бркање од своите домови. Ние не можеме да замижиме. Па ние пред ниту една меѓународна институција како македонци, како македонска држава не чукнавме на маса и не го отворивме македонското прашање. Па ние имаме одговорност пред историјата, пред идните поколенија. Ние се занимаваме со проблемот Грција што ни го создава на нас. Ако ние преговараме за нешто, на маса треба да го ставиме и ова што до сега го зборувам. Ова што сега го прави Грција не е преговарање. Преговарање ако јас и ти нешто зборуваме, па има компромис. А кога нешто се наметнува и се уценува едната страна, тоа не е преговарање. Значи македонската држава водеше погрешна надворешна политика овие 25 години. Сега прашувам за овој моментум, за оваа фаза, за оваа епизода од преговорите. За која фаза? За оваа сега во која што сме. Сега овие интензивни преговори. Јас сум песимист. Значи прво Грција да се разбереме. Грција не дозволува и не сака, значи веројатно по сугестија на Русија, која што е длабоко вмешана тука, нема да дозволи употреба на име Македонија, ма како сака нека биде. Нема да го дозволи тоа. Колку и да се водат и преговори, да се покажува добра страна и се. Меѓутоа, јас сум овдека од... Значи, мојот став е дека ние имаме историска шанса. Ако даваме компромис за име, во тој случај не можеме да даваме компромис ниту за устав, ниту за јазик, ниту за идентитет, а од друга страна, обврзани сме да го отвориме македонското прашање. Тоа се преговори. Зрели ли е моментот за еден ваков комплексен процес што зборуваше Хтански? Па, да не навле... Јас немам коментар за таа историчка езотерија околу тоа како сме се навредиле ние во минатите 100 века на Балканот, секој народ со секој си има повредено барем неколку пати во моментот, фазата во која се наоѓаме е дека ние сакаме да влеземе во Европска унија и во НАТО. Кога тоа не би бил наш стратешки приоритет, ние реално не би имале потреба да преговараме со Грција. Меѓутоа, реалноста на ситуацијата е таква во која ние очигледно е дека во последните 27 години не сме успеале да изградиме уредено општество без Европска унија и НАТО. И тоа ни е неопходно, бидејќи инаку не може да се договориме пикавци да не фрламе на улица, а камоли да создадеме некаква посериозна држава. Тоа е нагонот кој не тера да мораме да правиме некакви компромиси по тоа прашање. Фазата во која се наоѓаме во моментот, гледаме дека и Грција и ние попуштаме по некакви основи. Грција прифати ги гледам изјавите на грчките политичари дека терминот Македонија ќе биде составен дел на името и дека ќе не биде најверојатно единствената лична именка во тој дел. Значи, Република Северна, Република Горна и така, меѓутоа единствената лична именка внатре ќе биде Македонија. Знаете како се вика Перу? Северна обединета Република Перу. Со текот на времето, единствената лична именка светот има тенденција да ја користи како единствена номинација. Тоа се разбира дека за Грција во моментот проблематично, и нејзиното тврдење дека и тие имаат право на терминот Македонија како и ние. Тоа што се однесува до името. Од друга страна, гледам дека тие попуштаат по тоа прашање на кодовите. Знаете како ние некако ги баталивме во цела оваа анализа. Светот се движи кон дигитално присуство. Тие кодови .mk, МКД, МКД алфанумеричкиот код и така натаму во наредните 10 години ќе станат исклучително важни како алфанумеричка деноминација на дигиталното присуство на државата, бидејќи скоро сите ќе биде на клауд во наредните 5-10 години. Тоа Грција го попушти. Односно прифаќа. Тоа се условите кои ги гледаме во овој блиц како што го разгледуваме процесот во моментот. Точно е ова што го вели Демири дека вие во уставот мора да чепнете сакале неќеле. Да претпоставиме дека ние ќе се договориме Република Северна Македонија само за меѓународна потреба. Тоа треба да се завери во уставот, така?
Уставот мора да се отвори при пристапувањето на Европска унија задолжително. Има неколку члена кои мора да се внесат заради пристапувањето во Европската унија, бидејќи тогаш домашните документи стануваат меѓународни. Она што го слушаме во моментот е тој член 49 кој го споменувате двајцата, кој ја обврзува македонската влада да се грижи за културното, историското и етничкото наследство на сите македонци кои живеат надвор од границите на Македонија. Грција го спори тој член, сметајте дека таква обврска не може да се внесе во уставот, бидејќи тоа би значило инсистирање на активно користење на македонскиот јазик од страна на македонското население кој живее во северниот дел од Грција. Тоа е спротивно на официјалната грчка политика во моментот и тоа е еден од условите за промена на уставот. Точно е дека ние сме го сменили уставот претходно, гарантирајќи во уставот дека немаме територијални претенции кон Грција, меѓутоа тоа е условно речено. Тоа било во таа фаза. Сега процесот изгледа така. Клучните точки, уставот, јазикот, етничкиот идентитет и така натаму ќе останат за на крај и тие најверојатно ќе бидат најтешки. И тие во моментот не знаеме како изгледаат во преговорите. Знаеме само дека преговорите полека се фокусираат на некаква заклучница која може да се случи до јуни-јули, може да не се случи, апсолутно е возможно да не може да стигнеме во динамиката да се договориме или да дојдеме до некои позиции кои се едноставно толку далеку да нема пресек. Изближување. Сакам да прашам и често во јавноста сега си го збориме прашањето вака неформални разговори. Имаме ли план Б? Сега влеговме во овој процес со зголемен оптимизам. Дали имаме план Б? Што ќе значи доколку овие преговори, еве како што вели Арсовски, запнат, не може да се постигне компромис по одредени точки. Имаме ли план Б? Се ближи, го разговаравме пред да влеземе Демири и членството во НАТО, значи. Што ќе правиме доколку не влеземе? Сега се размислував, ме подсети Арсовски. Дали некој знае како се вика Швајцарија? Никој не знае. По уставот е Конфедерација Елветика. На француски го кажувам, веројатно и другите јазици тоа е исто. Зошто е тоа така? Уставното име и стварното име. Меѓутоа, овде станува баласт. Баласт станува затоа што не станува збор само за код или дистинкција. И мора да признаеме дека Македонија, античка Македонија, тоа не е македонска, не е на овие македонци. И мора да се направи таа дистинкција. Дали нова, дали стара. Дека старите македонци, ако постоеле, ги нема веќе, тие се грци, елени. Овие македонци немат никаква врска со тие. Освен тоа што наштети Големзија направи Груевски со антикизација со антички македонци. И он ја испровоцира оваа состојба на Грција кон Македонија. И тука е проблемот. Јас мислам дека тоа може да се рече. План Б. Планот Б сам по себе се наметнува. Се наметнува сам по себе дека ако евентуално не се реши. Јас мислам дека ако не се реши до јуни, јули е самитот на НАТО, имам осет дека се почесто се зборува, и тоа поодавно, дека Македонија во НАТО може да се зачлени со оваа референца. Со тоа да се даде, не се затварат процесите. Ќе биде членка на НАТО и ќе се движи процесот на преговори, договори, колку сакате после преговарете, и тоа е оној удар што треба да му се нанесе на Грција во однос на тврдиот став што го има. Видете, ние зборуваме за Македонија, не е само со Македонија, Грција тако. Со Русија има големи спорови. Со Албанија има големи спорови. И со Македонија. Не знам, со Бугарија, помогнете ми, валјда немаат нешто така спорно. И сега... Не се сеќавам така. Да, и ја не се. И сега, проблемот е дека тие монитори, што ќе ги наречеме, не монитори, тук сам по себе се поставуваат во улога на монитори и НАТО и Европска унија. Тие нешто ќе видат. Ќе видат. И може да се смени тука. Jer ако се појде од ставката дека Делор и Делмас и овие кога ја примиле Грција во Европска унија,
Многу мина биле против. Ниеден стандард не исполнува. Знаете како е примена Грција во Европска унија? Благодарение на Сократ, Платон и Аристотел. Делмас рекол, како може Европска унија да правиме без потомците на Сократ, Платон и Аристотел? На фол, тоа се вика. Да, сега, тој план Б сам по себе се наметнува и мислам, ако во јули се прими Македонија во НАТО, сите процеси понатаму ќе бидат порелаксирани, продуктивни и мислам потрезвени. Ја прашав ако не се прими, ако се прими, некако би знаеле контурите како и кај би оделе. Тука е. Ако не се прими, тогаш е по некоја логика и политичка и меѓународно стратешка агресивноста на Русија и во Србија ова. Сметам дека ќе ги принуди мало НАТО посериозно да размислат и за овие земји. После успехот во Црна Гора мора да проследи овој коридор и ќе останат само Србија и Русија. И не гледам разлог. Сега, ако е ептен црно и тоа не биде, сега не е крај на свет. Ете како јас имам малку... Македонија ќе обстане само со овие параметри, со овие преговорите нема да прекинат, ќе се движат, нели се движат 25 години. И ете тука сме. Види, кажавте нешто кое не е на место. Значи, ако некој е домороден тука на Балканот, тоа се македонците. Ако зборуваме за континуитет, тоа се македонците и македонскиот народ. Чекај, сега зборуваме за историја, за историјата. Не, тие отвори историјата, бидејќи историјата ја отвори правилно. Балкан значи крв и мед, Знам, така? тоа е турци. Како се турци. Ти знаеш турски? Како Така. не знам? Знам, Тоа е турцизам. мајчин јазик ти е. Не ми е мајчин, Добро, нема го знам. да. И македонскиот не ми е мајчин, нема го знам. Крв и мед. Мед, Како да. се вика овој простор пред да го преименуваат турците во Балкан, во крв и мед? Како се вика полуостровот? Па имало, не знам за полуостров. Македонски. Чекај се, македонски за античка Македонија. Не, античка е исто тука, никој од никаде не дошол. Не. Ако ми ја Ама ти преиначуваш идеш на историјата теза, денес не ти ја како преиначувам Груевски, тезата. дека овие што? македонски, словените не се дојдени во Словени? 7-миот век. Кои словени? Словени се србите, македонците, Таа остава, бугарите, не, тоа не постои чесите, такво нешто. словаците, како не постои така нешто? Таква теза не постои. Кој не постои? Не постои. Ти не си Ако- учел школа? Не сум учел, ти си учел. Така да македонскиот народ е домороден тука. Слушај, учениците кои што ги учев беа македонски автори. Ученик сум бил до 18 година, тие книги сме го учени, не само јас, сите. А тоа е проблемот, цршта на проблемот е ова се. Ова, Е ова. што некој ја преправа историјата. Која преправа Па историја? што било? Што било? Каде биле македонците, србите? биле. Кој? Не Тука биле биле. тука, немој така. Немој така биле? мислам. Кај биле? Океј, од Карпатите се дојдени. Знаеш ли што е Карпати? Регион, што не е Балкан. Карпати е еден регион помало од Македонија, во Молдова денешна. Ама тоа е. И од Знам толков дека регион, Васко Евтов значи беше не таму може да да ги најде оди корените. низ цела Да, беше источна Васко, Европа. да. Значи нема шанса да оди Како нема шанса? толков Хипотези народ. произведуваш. Ниту пак има таму Види, простор. Не, таа хипотези. теза за Словенија е умрена работа. Не умре. Тоа не Таа постои, е целиот жива проблем во доаѓа од светската тука. историја. Значи, бришење на Светската коренот, историја е идентитетот. пишана, Добра, да толкувана. зборуваме за гегите. Тие илири се? Како не се илири? Па кој ги носи гегите тука? Од каде се Од геги? кој ги носи гегите на Балкан? Илирите се, Турците ги носат. илирите и елените, Тие не и се грците се староседелци. и пелазгите, единствени автоктони тука. Единствен автохтон е И македонскиот народ. трачаните. Во Румунија, трачаните. Немој така. Мисли како сакаш. Ти мисли Ама исто, тоа е, значи. не можеш ти денеска да измислуваш знае Нобелова каде награда да бараш гегите се донесени од турците тука, Како 18 бе турците, век. што збориш, кои се турците? Да. Се знае. Тоа е факт. Ова беше Немој, за белишката немој шехтански. Да. Тоа е главната работа. И целиот спор за проблемот е овој корен. Значи идентитетот доаѓа од името, од наследството, од културното наследство тука. Никој не е од никаде дојден тука. Со цевки дошле преку Дунав, а таа теорија одиш. Не бе таа теорија, таа верификована теорија. Таа е Не си ме територија за измислил, ја бришење не сум идентитетот. научник. Па еве Генерации, па еве ти генерации Балкан. се- о. Балкан е турски збор, Па нема крв врска и тоа. мед. Овдека луѓето не знаат што значи Балкан, дека со доаѓањето на турците, македонскиот полуостров, турците го нарекуваат Балкан, крв и мед. Имаш ли народ балканец?
Немаш. Постои тоа Балкан. Немаш, Тоа е затоа македонски што полуостров. станува збор за топоним во кој живееле народите. Овие и овие. Македонците. Кај македонци нигде не се Па појавува. каде геги се појавуваат? За кој гег изборуваш? Не Кој ми е се јасно. појавува тука? Што е гег за тебе? Па не знам што е. Етнитет гег не постои. Него? Албанци. Пред тоа О, Илири, 1912. пред тоа Пелазги. Нешто и прочитај научи. Немој така. А српски сакавте да се... Добро, не е тема, али... Сакам да се вратам во секашниот век. Знаете како, јас верувам, апропо таа дискусија, дека невозможно да се направи чиста линија помеѓу тоа кои сме и кои не сме, бидејќи народите никогаш кога се населуваат нови народи, старите не заминуваат, не е тоа некаков пресек. Но истовремено се согласувам со констатацијата дека во сегашниот амалгам на македонскиот идентитет повеќе место зазема словенското потекло. Ние зборуваме словенски јазик, поблиска ни е културната историја со словените и така натаму и така натаму. Не знаеме каков јазик зборувале античките македонци. Точно е дека нема некаков прекин, тие луѓе не си заминале кога се настанувале другите. Меѓутоа, борбата за тој антички идентитет кој веќе не постои никаде, мислам дека ни носи не оневозможува да одиме напред. Што се однесува до конкретниот постулат. Јас не сум сигурен дека е возможно Македонија да влезе во НАТО под референцата ФИРО. Мислам дека Грција тоа нема да го дозволи, затоа што влезот во НАТО е неотповиклива процедура. Еднаш влезени под каква сакате референца, вие ги уживате истите права и обврски како и сите други членки. И потоа можете некаков проект кој е важен на Грција да го блокирате со вето без никаков проблем. Според мене, мојата проценка за надворешната грешна политика во моментот е дека Македонија не само што ќе мора да се договори за да влезе во НАТО, за целиот пакет на промени врзани со проблемот со името. Не само дека ќе мора да ја прими фактурата, ќе мора и да ги спроведе и да ја плати фактурата. Значи, ако сме се нема да биде доволно дури ни да се договориме за промена на уставот. Ќе мора и да се смени уставот ако тоа биде дел од договорот за влез во НАТО. Видите, НАТО е последната бариера за Грција. Повеќе верувам дека Грција во име на овој процес кој тече би дозволила Македонија да поточне преговори со Европската унија. Видите, знаете како преговори се нешто го отварате поглавје 23 и 24 кое се врзано за човекови права и демократија и слобода. Може да преговарате 30 години. Во текот на преговорите ако ви се расипат овие други преговори, земето секогаш може да се блокира и така што повеќе верувам дека без некаков конечен договор има веројатност Грција да попушти за почеток на преговорите, да добиеме оваа година датум за преговори со Европската унија, одошто дека ќе дигне таа последна бариера. Мислам дека за НАТО, што е неотповиклива процедура, те мора да го завршиме целиот процес до последна точка и да го имплементираме. Како и дали ние ќе одлучиме во тоа да влеземе е прашање на македонската дипломатија во моментот. Мислам дека сме во фаза во која постои опасност да жртвуваме квалитет за брзина. Постои опасност да жртвуваме затоа што сме се врзале со некаков рок јуни-јули, за тоа да прифатиме нешто што инаку кога би преговарале уште 2 години би можеле да го добиеме како придобивка. Значи, но во моментот тоа е тешката борба на македонската дипломатија, бидејќи наредната година имате избори во Грција, најверојатно доаѓа власт која овој процес ќе го врати уште неколку години наназад, неа демократија најверојатно нема да ги има либералните ставови на Сириза и на Ципрас, иако таму е мешана. Секогаш владата е конгломерат на повеќе идеи, така што ние сме притиснати во еден ќош во овој момент и мислам што е право дека македонската дипломатија во моментот виртуозно ги задржува овие позиции. Преговорите Преговорите одат напред. 2008 година беа истите позиции. На самитот во Букурешт, ова што го зборите сега, Преговорите одат напред и што е право имате предвид дека сега малку е смената ситуацијата, извинете што прекинав. Недоговарањето, недостатокот на договор. Сега повеќе ќе чини Грција одошто Македонија. Видите, сега никој не може да и се налути на Македонија за некаков иридентизам, за некаков национализам. Ние сега изгледаме во овие преговори по европски од грците. Така што и грците се притиснати од истата таа составките што ги направивме во меѓувреме иридентизмот. Јас пред се не мислев на процедурата, пред се мислев на политичката клима целосно земена. Имајќи предвид Сирија, улогата на Русија во Сирија, улогата Русија во Украина, анексијата на Крим, улогата на Русија во Балкан, улогата на Русија што дури спреми атентат кон Џукановиќ само да не оди во НАТО. И сега останува улогата на Русија во Македонија.
Ние се преправаме. Улогата е огромна. Кога русите не се толку незадоволни што овој Груевски изгуби, што тоа треба да значи? И су биле партнери. Затоа преговорите не мрднаа. Затоа сега оваа клима, војно-политички и стратешки гледано, јас мислам дека и се почесто се случа, не сум го измислил ја тоа, се почесто се случа дека може и во тек онлайн да се решава тој проблем. Овој принцип не важи за Европска Унија. Затоа што за Европска Унија мора да има согласност од соседите. За НАТО не е баш тој критериум, да. Не, НАТО е исто. Да, не е толку основен принцип, да веќе како, тогаш треба една од земите да се истера од НАТО, или Грција или Турција. Кога се веќе внатре. Не, Европска Унија е потешко за консензус, него НАТО. Да. Тоа мислам ја. Јас мислам како што ви реков. Процедурално, јас се согласувам, ги познавам мало процедурите. Меѓутоа состојбата е во таква е состојбата. Дадена е. Динамиката е прејака. Пребрзо се оди. Работите се менуваат. Замислете се на што ќе биде спремен Путин, кој ги добива на 76% изборите. Да. И тоа за 6 години. Да. Геостратешки значени се овие позиции, но за нашата домашна јавност прашање кое што го поставувавме во изминатите месеци, па некако го оставивме во филка, сега пак сакам да го поставам. Шехтански со вас ќе почнам. Да го прашаме народот за промена на името, да или не? Референдум. Вака, тоа е нонсенс, значи такво нешто во светот не постои. Значи каде што некој друг треба да одлучува за името на македонците. Мислам дека е несериозно дека и другите националности кои што живеат во Македонија, како ќе одлучува, така ли е? Како да одлучува некој, јас не го навредувам никого, ниту му давам тоа, меѓутоа е невкусно. Некој да одлучува, како ние да одлучуваме како да се викаат, например, србите или бугарите. Значи, мислам дека нема смисла такво нешто и референдум по однос на името. Несериозно прашање. Иначе ќе се вратам на 2008 година. Значи, ние на маса го имавме како опција и ова времено име во Обединети нации и тоа не помина. А по однос на тоа име од Обединети нации од 7 септември 1993 година. Јас го гледав формуларот, го имам, фотокопија од него. Таму Република Македонија на нејзино барање, како формер Југослав Репаблик, бара да влезе во Обединети нации. Значи, ние бараме да влеземе под тоа име. Под тоа име под кое бараме, под тоа име и не примаат. Значи, ние 25 години, пошто тоа беше времено име, за 2 месеца, така и стои во договорот. Значи, ние 25 години и покрај тоа што не признаа 137 држави, пазете која луда работа. Ние не бараме да бидеме примени под уставното име. Зошто не бараме да бидеме примени? Каква е оваа игра тука? Значи, ние немаме побарано никогаш во Обединети нации да бидеме како подуставно име. Ние сме побарале како фиром да влеземе, така и не примиле. Значи, овдека има малку повеќе за анализа, така и се вика емисијата, од тоа сега тука да викаме дали си ти за НАТО или не си за НАТО, дали си ти за овој или за оној. Значи, овде се работи за геостратешка игра. Значи, овдека и картите се измешани. Значи, апликациите за Европска Унија, за НАТО, од 92 година, кога почнаа, видите, ги преземаа, значи, истите структури што дотогаш беа во комунистичкиот систем. Значи, не беа тоа нови луѓе. Ни треба, може би, уште неколку анализи за политичкиот моментум од тој период да го разглобиме. Зошто се насмеавте, Демир? Се насмеав дека референдумот евентуално он почна да го каже, отвора други проблеми. Внатрешни интерни проблеми. Отвара проблемот колку сме да се преброиме, отвара проблемот зашто нема попис, отвара проблемот што колку се тие албанци, како ќе ги третираме и така натаму. И отвора еден сериозен проблем. Една партија, како што е СДС денеска, плюс малцинства, референдумот и прошол. Референдумот прошол.
И тоа е тоа. Меѓутоа, референдумот пак во Грција произведува други проблеми. Освен што е болен референдумот за Македонија, затоа што ние долго време пред сериозните проблеми внатрешни ние молчиме, купуваме време и не ги решаваме. И не се решени тие, и тогаш се отвара болно внатрешно прашање, кое треба да се реши. Сега сите се согласија да купуваме време. И албанците, и македонците, ајде сега купуваме време, кога ќе дојде по поволна си состојба да се реши. Видете, еден закон за јазици, што се произведува. И од кои актери? Од истите тие актери што се сложи. Вчера се сложија, денеска се против. Овие другите вчера беа против, денеска се сложија. Значи, тие меѓуетнички односи стануваат мотив на политичко делување и обстанување на власт на македонските политички партии. Сега, мало се разликува во последно време СДС, али тоа во риторика. Без прагма, без конкретно. Тие сметат дека зеле тројца албанци во партијата ќе правиме мултиетничка партија и ова ќе ни биде модел, ама па не можеме да правиме мултиетничка држава, треба да смениме уставот. Јас ја имам таа несреќа да ги познавам одлично сите уставотворци, од Фрчовски, Поповски, Климовски, Шкарич и така натаму, и се сеќавам на тоа време кога се правеше уставот. Уставот е миниран. Уставот е миниран. Само за овој однос. За меѓуетничките односи. И како доаѓа времето, како проаѓа времето, се испалува една мина. Замките. Замислите. Школувањето на албанците во Македонија се гарантира. Меѓутоа, високо школо не може да имаат. Еве ти е мината. И не можеш да легализираш Тетовски универзитет. Се додека не се сетија овие странците, Штул и компанија, вика, окей, ајде ќе правиме Штулов. Тој ќе биде приватен и не може да ни се меша тука. И стварно така испадна. И после можело таа мина да се размонтира, па да се легализира. Сакам да кажам, тие пречки, тој начин на владење на штета на државата. Jer денеска кога зборува за равноправност, равноправност, еднаквост, не знам како да го наречам, не е тоа риторика. Не е тоа риторика, тоа е конкретност. И каде ќе заврши тоа конкретност, освен ако не со закони и со устав. На хартија, природно. Арцевски референдум? Јас мислам дека не треба да има референдум. Се обидам да има малку по-концизно, 3 причини. Првата е, плебисцитарното изразување не е секогаш најпрогресивно. Ние да направивме референдум околу Охридскиот рамковен договор, до сега, до ден денес немаше да биде подпишан. Да направивме, да поминеше референдум за територијалната организација да се успеше, ден денес немаше да имаме пристойна територијална организација. Па дури прашање и референдумот за независно дали ќе поминеше, ако не беше прашањето една лепеза на можни сценарија 50. Така што плебсот не е најпрогресивен начин за, не може да биде замена за политичко водство. Тоа е прво. Второ, тешко дека референдум во Македонија во сегашната ситуација би поминал. Резултатите не се спорни. Мнозинството ќе биде за ревизија на името, би поддржало пакет, но многу е тешко да се обезбеди цензус. Во Македонија во избирачкиот список се запишани безмалку 1.800.000 гласачи, од кои најчесто 400.000 не се тука. Во Македонија во просек гласаат помеѓу 900.000 и 1.100.000. Ќе биде тешко на ова прашање да се извадат 900.000 гласачи, што е неопходен праг од 50 плюс 1 за референдумот технички да биде успешен. Тоа би значило ВМРО ДПМН да ги изнесе сите своји гласачи, СДСМ да ги изнесе сите своји гласачи и албанците да ги изнесат сите своји гласачи на гласање за едно вакво прашање. Мислам дека тоа ќе биде многу тешко. Тоа е второ, значи ризик е дали ќе помине или не. И трето е отвараме прашање дали поради тој референдум и Грција ќе инсистира на домашен референдум таму. Таму процедурите се малку различни. Таму референдумот потешко би поминал од овде, а потоа ги ја обрзува грчката страна на исходот на референдумот таков каков што е. Така што од тие три причини мислам дека е преголем ризик во овој момент да се разговара за референдум.
Ке преминам на другата политичка тема, но сега го поврзана Шехтанскеве Мицковски со соопштение не информираше Сабајле, медиумите дека нема намера никаква лидерска средба да прави и да присуствува поврзана со преговорите, ниту било каква друг вид на средба, предпоставам и со македонскиот министер за надворешни работи. Нема да сака да се види по она виенска преговарачка рунда, но опозицијата ни се враќа во парламентот, конечно имаме прекине оној тивок бојкот. Кому прави услуга Мицковски, на партијата или на Зоран Заевсов? Тоа ќе треба него да го прашате. Политичка проценка. На кого прави услуга. Јас мислам дека е тоа пак политички потек за покажување конструктивност пред меѓународната заедница. Зашто ако се одеше на оној став како што секоја нормална опозиција би ја имала во светот, дека не го признава легитимитетот на изборот на спикерот, на начинот на постапката на донесување на законот, заради која што и беше бојкотот, па после пак враќање. Значи, со самото враќање се признава тој легитимитет. Гледаш дека немаше ниту една манифестација на народ на улица изминатиот период, иако имаше простор за такво нешто. Мислам дека се работи тука за политички обид за политички поени со покажување на конструктивност, меѓутоа и со знаење дека преговорите се во ќорсокак. Значи, јас уште на почетокот реков дека преговорите 99% тешко да поминат, односно името, и дека ова политичко пумпање на рейтингот за Жешка пролет, која што би требало да следи. Значи, враќањето во парламентот и ова интерпелација која што ништо не значи, сите знаеме дека не може да помине, значи конструктивност и добивање можност за барање предвремени избори во октомври. Со која позиција? Не, мислам дека ова е збунетост. ВМРО не знае што бара. Уште си го бара патот. Каде ќе оди? Самиот избор на Мицковски е трасирање на патот според подобрите познавачи од мене на политиката на Груевски. Ако реално гледано ВМРО беше победник на овие избори, имаше повеќе. Тоа е една реалност. Сега, кој и зошто? Јас многу работи тука не ми се јасни, не знам. Зошто он не направи коалиција? Сега не може ние да го товариме Али Амети, не сакал овој, не сакал или оној не сакал. Тука има нешто покрупно што и јас не знам, сите подобри аналитичари од мене ќе речат, да, тоа ако прави овој америчкиот амбасадор, тоа е ментор на овие работи и така натаму. И улогата на ВМРО тука почна да станува збунувачка. Зошто? Се десија сума работи, тие не сакаат да го признаат легитимитетот на изборот. Тие сакаат да се играат бесконечно со изборот на парламентот. Сега со враќањето во парламент. Ништо спонувачки. Особено со следниот чекор интерпелација на владата. Ако види, тие тоа што го кажуваше, тие го легитимираат, али не се свесни на патот кој го избра. Тие се поставија во улога, нема да дојдеме во парламент додека не се вратат затворениците. Сега, ако видиш, ако направиш малку посериозна анализа, што ти е бранат? Затворениците, притворените. Дел од притворените се оптужени за тероризам. Дали тие тероризам бранат? Као партија. Тој е голем товар. Од друга страна, комплетна елита, односно голем дел на елита, се влечка секој ден по судови и нив ги бранат. И што тоа значи партијски, идеолошки, како? И го браниме криминалот, го браниме тероризмот и вака ќе обстојуваме. И сега тие полека се освестуваат дека бранат нешто што е штетно и неодбранливо. И сега валја им текнало дека ајде ќе се вратиме, па нека течат овие, ние не се откажуваме од нив, ама мора и да делуваме политички. Што тоа значи? Тоа значи дека тие немаат став. Имаат притисоци. Имаат притисоци. Од ваму, од таму, од сите страни. И секој
се гази тој став. Јас имам информација, вале вие имате дека внатре имаат проблеми со Милошовски, со овој Велешане, со другите Димовски. И никој не го објаснува што е тој проблем. Кој пат сака ВМРО да го трасира. Jer не станува збор сега за луѓе. Дали е Мицковски, дали е Милошовски, дали е Димовски. Тоа што треба да биде здрава и силна... Не, за платформа и политички позиција. принцип. Да. Тие не дадува никаков знак дека менуваат платформа. Но еве што се враќаат во собранието, Тие се- Вили затоа Шиктански реков- го затоа повезуваат реков- ставот во однос Затоа на... губат. Не, Кај затоа народот реков губат. збунетост. И се збунети сега. Не знаат што да прават. Дали до крај да ги бранат овие, дали да влезат во парламент, дали да... Што ќе прават сега? А со скеваме збунета опозиција или опозиција, зборувам опозиција Не, збунета од состојбата, не зборувам дека Генерално, да, збунета. политиките што треба во овој политички Како да момент. делуваат? Нив не им е јасно. Затоа што немаат политички принцип, бранат неполитички цели. Тие го бранат Груевски, ги бранат тие во затвор, го бранат овој и го напаѓаат овој, како се вика, Тала Џафери, па зар мислите, требаше да се дозволи да се зеза ВМРО бесконечно. 4 години може да го влече со 15 групи парламентарни, со глупави и смешни дискусии, немаш парламент. Или со законов. 35.000 амандмани. Да, ќе речете, па Дуи го правеше. Да, го правеше. Што тоа значи? Дека ако некој направи глупост, и ние ќе правиме глупост. Ќе се зезаме со држането. Не, тоа ти е добро кажано. Ако Не, бе, некој така молчеше е. 4 Абе, месеца добро, бе. и читаше книга со молчење, Сега, тоа ти дава право не ми дава право. на една партија да се изживува врз демокрацијата без никаков демократски тоа принцип. Тоа е по основ на уставност. Дали е уставен или не, да не навлегуваме у тоа. Не, за Значи, ако сакаш да партијата зборуваме дали е зборувам. законски или За уставен, тоа е друга партијата работа. зборувам. Зошто е збунета? Не Она е знае збунета, да но избере каутирана е, принцип. не е само збунета. Па тука е внатре се меѓу себе крш. Уште денеска Груевски раководи со партијата. А утре ако влезе во затвор, кој ќе раководи? Мицковски? Немаат платформа. Врзани се за одредени луѓе, додуше сите партии помалку и повеќе, овие повеќе, и делуваат во однос на директивите на тие Во луѓе. овој дел една оценка збунета опозиција или опозиција што се рехабилитира полека и Мислам се дека приклучува на... Да, мислам дека ДПМН се прекршува во моментот. Дека ја наоѓаме во фаза на реформи и ребрендирање. Знаете како во последниот период гледаме многу критики и за власта. За ова ли се боревме, нема доволна испорака, не е ова тоа што го очекувавме, како што имаме критики и за опозицијата, се прекршува. Мислам дека двете не се целосно заслужени. Во моментот ВМРО ДПМН се соочува со една жешка пролет и со едни крупни политички чекори, а таа се уште не ја завршила нормалната транзиција по владењето на Груевски. Ви имате еден лидер кој бил неприкосновен монарх во последните 12 години, сега има еден наследник кој пополнува релативно големи чевли, пола од неговата партија може би смета дека тие би ја завршиле неговата работа подобро од него. Се незадоволни од неговиот избор, па сега се уште не може да се приклонат. Во моментот се прекршуваат помеѓу прозападната ориентација и влијанието на Русија, како што знаете тие на неколку можност, на неколку ситуации и ја изјавија таа прозападна ориентација. На пример Николовски изјави дека нас не е Москва партнер, туку Вашингтон и Брисел и така натаму. Се обидуваат да најдат некаква конструктивна улога, односно да се вратат во работата на собранието, бидејќи се притиснати од тоа, бидејќи тие се самите зиен кога не учествуваат, се доаѓаат во ризик да бидат трајно маргинализирани и се обидуваат тоа го направат, ние го видиме тоа во шахот со темпо. Значи да се вратат без со некакво задржување на образот со интерпелација. Знаеме дека таа нема да победи, но таа би ги динамизирала или би ги заживеала тие потези, така што точно е дека ВМРО ДПМН во моментот е во една полушизофрена ситуација, дали се со Западот, дали се со Русија, двете влијанија се мешаат, Христијан Мицовски, Посителовски се прекршува. И тоа е нормално превирање на партија која првпат се соочува со болни реформи после 12 години апсолутна монолитност. Не е тоа ненормален процес, мислам дека е добро за нив и мислам дека на крајот од тој процес Мицковски ќе излезе победник. Мислам дека сепак неговата прозападна линија
е независната варијабла која ќе натера ВМРО-ДПМН да се консолидира околу него. Овдека ќе направиме кратка пауза за реклами, почитувани, па се враќаме по маркетингот повторно во студија. Одиме кон завршницата на оваа дебата по некои минута до 2 минути за моите соговорници од стапено време. Сакам да завршам онаму каде како што и почнав околу преговорите за името Шехтански, Демири, Арсовски. Сите исто прашање на политичка оценка за исходот и тајминзите во однос на тој исход. Што можеме да очекуваме во периодот што доаѓа и какви решенија? Значи, еве ќе почнам од специјалниот статус, кој што е веќе заборавен 10 години, бидејќи се создава една тензија во државата дека што после што ќе се случи со државата, ќе настане ова, ќе настане она. Значи, во 2008 година, после неуспешниот самит во Букурешт, Македонија стана една од трите држави во светот, покрај Израел и беше друг да не, која што има специјален статус со Соединетите Американски држави. Значи, еден вид безбедносна гаранција за државата. Значи, оно што се вели со НАТО, влез во НАТО, Македонија тоа го има, како безбедносна гаранција од 2008 година. Значи, по тој дел, по безбедносен аспект, Македонија беше заштитена и во овој период, и во иднина ќе биде. Заштитена без разлика на исходот со евроатлантската интеграција. По однос на името, јас сум скептик дека тоа ќе резултира со било какви промени. Референдум е невозможно да има. Собранието не може да донесе таква одлука, затоа што и да донесе таква одлука, од другата страна, мислам дека преговорите ќе запнат околу
отварањето на уставот и идентитетот на Република на македонскиот народ, кои што не можат да бидат предмет на никакви преговарања. Мислам дека македонската политика, надворешна политика во моментот покажува иницијатива, покажува добронамерност, еден политички гест прави, кој што оди во наша полза, во поглед на тоа, на конструктивноста на преговорите. Поразен од оваа ситуација ќе испадне Грција, бидејќи македонската страна покажала, иако сите знаеме дека не може да успее. Ниту некој има легитимно право и таква глупост да направи да го смени македонскиот идентитет, македонскиот јазик, македонскиот народ, да го доведе по знак прашалник, односно да изврши само поништување. Такво нешто не постои во свет. И мислам дека тоа е еден дипломатски потек со покажување на конструктивност, од кој што губитник ќе биде Грција, која што во никој случај таа е под силно руско влијание и ќе направи се за да не дојде до никаква спогодба. Сега, како да го наречем тоа, ден после. Што по тоа? Тоа се подразбира така. Има многу варијанти. Една од варијантите е, ако не се реши името, е Белорусија. Кој знае денеска што се збигнува Белорусија? Тотална изолација. Ќе се уморат сите партнери, сите ќе дигнат рака од нас, и тогаш тешко на. Тоа е тоа мрачење. Но ја не мислам дека тоа ќе биде. Јас сепак сум оптимист дека ако не Грција, јас сепак мислам дека она што го кажав во почеток, резервна карта има НАТО. Јас мислам дека реалниот рок во кој ќе знаеме дали преговорите се успеани или не е крајот на оваа година. Тоа е јуни-јули, не е вистински рок. Ципрас има избори во крајот на септември 2019. Од почетокот на 2019 натака вакво жешко прашање нема да сака да пипне. Така што септември-октомври оваа година е крајен рок во кој може да очекуваме нешто. Ова јуни-јули самитот на НАТО има имагинарен рок, бидејќи НАТО веќе има заклучок дека е доволен сек, тоа е состанок на министри за надворешни работи во кој може да се формализира членството на Македонија во НАТО. Ние сме врзани малку со уторак заради самитот на Европската унија, заради евентуално датум за преговори, меѓутоа како што зборувавме претходно, мислам дека тој не е врзан директно со тоа. Се согласувам дека точките ќе бидат идентитетот и јазикот, значи националноста и јазикот во и уставот. Мислам дека ако Грција прифати да бидат заштитени македонскиот јазик, македонски кроз Маседонија, баш преведено, и македонски кроз Маседонија за јазикот и за идентитетот, можеме да направиме отстапка за уставот. Мислам дека тоа не е некаква катастрофа. Таму треба да се гледаат контурите во кои во моментот се движи тоа. Се согласувам истовремено дека сценаријата доколку не успееме се проблематични, не се само безбедносно проблематични, се проблематични и во политичка смисла. Например, мислам дека ако ние прогласиме пропаст на преговорите, дека дебата за федерализација на Македонија е неизбежна. Но мислам дека нема да дојдеме во таква ситуација. Мислам дека мора да инсистираме на тоа дека процесот мора да остане жив. Дури и покрај тоа што можеби нема да ги стигнеме овие рокови. Мислам дека мора да ја убедиме Грција дека Грција и меѓународната заедница, Европската унија, нашите НАТО партнери, така, дека овој проблем нема да исчезне. Дека ние ќе продолжиме да преговараме, да се трудиме да најдеме решение, колку и да тоа трае. Можеби не можеме да го стигнеме овој рок со некакво достоинствено решение, но мораме да ги убедиме грците дека нема да престанеме да постоиме заради тоа што не сме го завршиле проблемот со името. Ако тоа успееме да го направиме, динамиката станува секундарна. Што е поверојатно фирум во НАТО или датум за преговори? Датум за преговори според мене. Фирум во НАТО. Шехтан. Фирум во НАТО 2008 не влезе. Датум за преговори. Ви благодарам на сите тројца што бевте дел од вечерашната анализа. Вам, почитувани, ви благодарам